Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе говорам за стереохемијата на јаглехидратите, поточно на моносахаридите. Стереохемија е една гранка од хемијата која главно се изучува во склоп на органска хемија и она се занимава со изучување на тридимензионалниот распоред на атомите во молекулата, односно тридимензионалниот распоред на самата молекула и како тоа влие врз хемиските реакции. Океј, знаеме дека по органска хемија и биохемија главно изучуваме, јаглеродни соединенија и знаеме дека јаглеродниот атом образува 4 ковалентни врски и кога даден јаглероден атом ќе образува 4 ковалентни врски се добива молекула која има тетраедарски изглед. Односно е наликува на пирамида со 4 страни и 4 јагли. Значи можете вака си замислите една 4 страна пирамида. Океј. Што имаме друго тука? Имаме дадена молекула и огледалната слика на таа молекула. Така, ако ја имаме оваа молекула, како би изгледала во огледало. И имаме други примери, но истото важи. Дадена молекула и како таа би изгледала во огледало. Во првиот пример имаме јаглероден атом кој е поврзан со два различни супституента. Тоа се, например, атоми на водород и нешто што го обележиме со X, значи некој супституент, тоа може да биде даден атом или некоја си функционална група. Не е битно. Поентата е дека има два различни. Океј. Сега дадената молекула што сме ја добиле, да пробаме да ја вклопиме внатре во нејзината огледална слика. Значи, замислете си како да ја внесеме внатре во истата молекула. Ајде да видиме што ќе се случи. Црвениот атом можеме да го внесеме внатре во црвениот, јаглеродниот внатре во јаглеродниот, овојов дека зелен атом ќе речеме дека ќе се внесе внатре со овојов дека позади со овој тука и овој тука со овојов дека скриениот. Океј? И едноставно би можеле да вклопиме, молекулата внатре во нејзината огледална слика. Ајде да идеме на вториот пример, каде што јаглеродниот атом е поврзан со три различни супституента. Значи водород, некој супституент X и некој Y. Океј? Дадената молекула да пробаме повторно да вклопиме во нејзината огледална слика. Синиот нормално мора да иде каде што е синиот, океј? При тоа црвениот исто ќе иде каде што е црвениот. Овојов дека зелениот атом ќе мора да иде тука и овој зелен атом ќе мора да биде вклопен овде. Океј? Јаглеродниот со јаглеродниот нормално. Односно молекулата би можеле да вклопиме внатре во молекулата од нејзината огледална слика, така. Сега идеме на третиот пример, каде што јаглеродниот атом е поврзан со 4 различни супституента, значи водород, некој X, Y и Z. Океј. Сега да пробаме оваа молекула да вклопиме внатре во нејзината огледална слика. Црвениот ќе иде со црвениот. Океј, јаглеродниот со јаглеродниот. И сега да видиме синиот мора да иде каде што е синиот, жолтиот каде што е жолтиот. Но забележувате дека ако го направиме тоа, во тој случај зелениот не може да се вклопи со другиот зелен. Едноставно ќе штрчат на страна. Значи овие ќе бидат вака поврзани, али зелениот едниот ќе биде наму, другиот ќе биде натаму. Не можеме да го вклопиме и тој. Ако пробаме да го вклопиме и успееме, во тој случај ќе го вклопиме, например, зелениот, но во тој случај синиот и жолтиот ќе бидат различни. Така, синиот овој ќе биде на позицијата каде што е овој жолтиот, а жолтиот ќе биде на позицијата каде што е овој дека синиот. Така што еден атом, како сакаш вртија молекулата, не можеш да го вклопиш во огледалната слика. И најчест пример кој се дава при изучување например на органска хемија, каде што се збори за стереохемија, е огледалната слика на раката, односно можеш да ги земеш двете раце за пример, така. Значи ти например ако се гледаш во огледало, ја кренеш твојата десна рака, ти во огледалото ја креваш всушност твојата лева рака. Океј? И обратно. Односно, раците ти се еден вид огледална слика на себе си. Така што левата рака е огледална слика на десната. Сега на прв поглед ќе речеш добре да исти се. Така, но ако идеме по претходниот пример што го правевме, така да вклопиме една во друга, ќе видиш дека не можеш да ги вклопиш како сакаш врти ги, не можеш да ги вклопиш една во друга. Сега некој ќе рече, како не можеш ги вклопуваме, знаеш кога ги поставаш нака за ракоплескање рацете, мислиш дека ти се поклопени. Но ако ги поставиш двете раце,
во даден координатен систем, ќе видиш дека покажуваат кон спротивна страна. Например, дорзалната страна, таа што ти е од задната страна на раката, например, во собата ти покажува кон прозорот на десната рака, додека на левата рака, дорзалната страна ти покажува кон вратата. Значи, двете раци кои ќе постоиш у даден систем, покажуваат кон различна страна. И ако пробаш да ги поставиш така дорзалната страна на двете раце, да покажува, например, кон вратата, ќе видиш дека не можеш да ги поклопиш рацете. Океј, значи ова е многу битно да го сватите за понатаму во видеото и сега ќе видим уште неколку примери и ќе ви стане појасно. Значи, да продолжиме. Идеме сега со поконкретен пример, значи со млечна киселина. Повторно имаме јаглероден атом, поврзан со метил, хидроксилна група, карбоксилна и водороден атом. Океј, ова е всушност млечна киселина. Сега, ако ја земеме огледалната слика од дадена молекула и пробаме да ги поклопиме, ќе видиме дека не можеме. Да речеме, ово е ФДК пример. Можеме да го поклопиме ова со ова, така, јаглеродниот со јаглеродниот, хидроксилната со хидроксилната, но гледате дека метил и карбоксилната не може да ги поклопиш. За да ги поклопиш треба вака. Океј. Значи, ова со ова нема да се поклопи и ова со ова нема да се поклопи. Во ред. Ајде да пробаме нив да ги поклопиме. Ако нив ги поклопиш, така, во тој случај, да, јаглеродниот ќе се поклопи, ама во тој случај не можеш да го поклопиш водородниот со водородниот и хидроксилната група со хидроксилната. Океј, значи како сакаш вртија молекулата, ќе има некои кои не можеш да ги поклопиш, бидејќи молекулите се огледална слика на себе си. И вакви молекули кои се огледални слики на себе си се нарекуваат енантиомери. Океј, значи оваа молекула е енантиомер на оваа, односно оваа е енантиомер на оваа. Океј, релативно логично. Сега, кои молекули се тие кои имаат енантиомери? Па молекули кои немаат рамнини на симетрија. Во ред. Сега, да речеме, оваа молекула има рамнина на симетрија. Би можел вака да ја поделиш. Нормално, можеме да делиме и атоми во овој случај, така значи овдека го делиме наложно овие вака атоми, односно имаме некоја си рамнина на симетрија. Во ред, раката нема рамнина на симетрија. Овдека Ерленмајеров има рамнина на симетрија. Тие молекули кои имаат рамнина на симетрија се ахирални, односно нема хиралност. Додека тие кои немаат рамнина на симетрија се хирални. И тоа обично го збориме за даден јаглероден атом, каде што се случува да нема рамнина на симетрија, тоа е хирален. Значи, како сакате делејте ја молекула, како сакате ставајте рамнини, така вака, вака, вака. Едноставно нема да добиете две симетрични половини. Поради тоа, ако би ја земале огледалната слика од оваа молекула, не би можеле да поклопиме молекулата во нејзината огледална слика, во нејзиниот енантиомер. Тука имаме сличен пример и сега ќе речете, по оваа молекула нема рамнина симетрија. Океј, но запамтете дека можеме да делиме низ атоми. Така што молекулава, ако би ја гледал вака некако, и нормално овие не се вака кон страна, него се поставени во една вака рамнина, така метил и водородниот атом, можеш да повлечеш рамнина симетрија, додека кај оваа молекула не можеш да повлечеш рамнина симетрија. Така, ако кога ја повлечеш тука, кислородниот атом овдека ќе штрчи. Ако пробаш да ја повлечеш рамнината симетрија, не знам од оваа овдека вака позиција, значи кислородниот атом да биде на пола пресечен некако, во тој случај овие ќе штрчат. На едната страна ќе биде метил, на другата страна ќе биде водородот. Океј, настојано нема рамнина на симетрија. И повторувам, тие молекули кои немаат рамнина симетрија се хирални и имаат огледални слики, односно имаат енантиомери. Следно нешто за што сакам да говорам е оптичка активност. Значи овде имаме некој извор на светлина, така некоја си жолта лампа која испушта светлина, односно електромагнетно зрачење, односно радијација. Сега, електромагнетните бранови знаеме дека патуваат во најразлични рамнини, така, значи во вертикална, хоризонтална, по 45 степени и сите измеѓу. Сега на патот на овие електромагнетни бранови можеме да поставиме нешто што се нарекува поларизатор. Значи замислете си го како еден вид филтер кој има одреден вид решетки, така во одредена насока и пропушта електромагнетни бранови кои може да поминат, така кои се поставени како што идат решетки во наводници. Така што во дадениот случај ќе помине само светлината која се наоѓа во дадена вертикална рамнина. Океј.
И оваа светлина е поларизирана светлина. Значи таа не мора да биде во вертикална рамнина, едноставно поларизирана светлина е секоја која патува во една дадена рамнина наместо во сите можни. Сега, кога поларизирана светлина ќе помине низ сад кој содржи раствор од некои молекули, во овој случај органски молекули, тие молекули можат да променат рамнината на оваа поларизирана светлина. Океј, значи ќе се промени степенот на закосување на дадената рамнина, значи кон лево или кон десно. И од кога ќе искочи од садот, каде што се наоѓа растворот, ќе стигне до анализатор и ние можеме да увидиме колку бил степенот на промена. Така, во овој случај почнавме со светлина која беше во од оваа референтна точка гледано вертикална рамнина и завршивме со светлина која сега е во хоризонтална рамнина. Односно, молекулите кои се наоѓаа во овој раствор го овозможија тоа променување на рамнината на поларизирана светлина и поради тоа викаме дека овие молекули се оптички активни. Во ред, не сите молекули се оптички активни, само некои молекули, најчесто органски молекули, имаат ваква оптичка активност. Сега, рамнината може да се сврти, односно степенот може да иде кон десно или кон лево. Ако рамнината се сврти кон десно, во тој случај викаме дека овие молекули се десногири. Океј. Додека ако се сврти рамнината кон лево, викаме дека тие молекули се левогири. Сега, ако имаш некоја молекула, така да речеме молекула X, во тој случај, ако оваа молекула е десногира, тоа го бележиме со плюс. Нема врска плюс-минус, тоа е земено по договор, нема никакво значење. Додека нејзината огледална слика на оваа X молекула ќе бележиме со розова боја, во тој случај ќе ја врти рамнината кон лево, што го бележиме со минус. Значи, ако имаш дадена молекула која е оптички активна, нејзиниот енантиомер секогаш ќе ја врти во обратна насока рамнината на поларизирана светлина. И како што спомнав, нема никакво значење дали е плюс или минус, тоа е земено по договор. Речено е дека десно ќе биде плюс, лево ќе биде минус. Океј. Сега, друга работа што некој од вас може да го збуни е што е тоа десно, што е тоа лево во однос на вртење на рамнината. И тоа е на некој си начин земено по договор. Сега ќе рече некој како, зошто, што збориш. Па да речеме дека рамнината е оваа. Така, ова е стартната рамнина и кога ќе искочи од растворот, рамнината е сега оваа. Океј. Сега, прашањето е, дали рамнината се свртела кон лево или кон десно? Па, ќе рече некој ако гледа од тука, ќе рече кон лево се свртела. Ако некој гледа од тука, ќе рече кон десно се свртела. Така што сега кој е одговорот? Лево или десно? Па на некој си начин е земено по договор дека е десно. Што мислам со тоа? Да речеме замислете си стрелки вака. Ова е кон десно, ова е кон лево. Но всушност и двете стрелки се кон десно. Сега ќе зборам како се двете стрелки кон десно. Па ако ова го замислиме како часовник, во тој случај ќе речеме дека идат кон десно, така? Или замислете се како волан. Така, волан на кола, и ако го вртиш од тој правец, колата ќе иде кон десно. Но сепак е на некој си начин земено по договор дека се гледа горниот дел, така? Значи тој иде кон десно, додека го гледаш само леви долниот дел изолирано, ќе изгледа како да иде кон лево. Така што на истиот принцип во претходниот случај, кога имавме рамнина која беше вака и на крај завршуваше вака, ние на некој си начин гледаме само горниот дел. Односно овој, односно се свртела кон десно, значи тоа ќе обележиме со плюс. Во ред. Сега, колку е промената на степенот, така колку се променила рамнината поларизирана светлина, може да ни укаже на тоа колку е концентрацијата на дадената молекула во растворот. Но исто има и други параметри од кои зависи ова. Така зависи од која е брановата должина на светлината, зависи од колку е долг садот, каде што се наоѓа растворот, значи киветата, односно колкав е патот кој го поминува светлината низ овој раствор, и зависи од концентрацијата на самата оптички активна супстанца. Сега, со цел да се елиминираат некои од овие, обично се прави при константна должина, што е 1, не знам, дециметар или сантиметар, при константна бранова должина, најчесто 588 нанометри, како жолта светлина на триумува ламба се користи.
така што може да се определува само концентрацијата, или пак имаме и константна концентрација со цел да се направат вакви табели кои што им кажуваат специфична ротација на некои органски молекули. Например, пеницилинот има плюс 233 степени, така, значи ја врти рамнината кон десно за 233 степени. Сукрозата плюс 66, холестеролот минус 31, морфинот минус 132. Така, значи морфинот и холестеролот ја вртат кон лево, пеницилин и сукроза ја вртат кон десно. Во ред. Сега една многу интересна работа е дека кога се создава некоја молекула, така, која е оптички активна во лабораторија, се добива 50% од едниот енантиомер, 50% од другиот. Во ред? Значи да речеме дека сакаме да направиме камфор, така? Сакаш да направиш камфор и речеш добро, ќе го направиме тоа соединение и го правиш во лабораторија и го ставаш во раствор и гледаш дека не ја врти рамнината. И ќе речеш како ме не ја врти, нели беше оптички активно. По поентата е, бидејќи внатре во растворот ги имаш двата енантиомера. Едниот вртеше кон лево, другиот десно. А бидејќи во лабораторија секогаш се добива 50% од секој енантиомер, така што се изначуваат на нула, така што изгледа како да нема вртење на рамнината. Но ако го изолираш само едниот енантиомер, да речеме десниот, како и да е, ќе се врти само кон десно, ако го изолираш левиот, ќе се врти само кон лево. Но во биолошки системи ова не се случува. Ние во нашиот организам имаме, например, само L аминокиселини или пак само D шекери. Ова е еден друг систем, не е толку битен сега моментално, но поентата е дека во организмот користиме само еден енантиомер, што е неверојатна карактеристика на биолошките системи. Ова се уште не се постигнува во лабораторија. При синтеза на органски соединенија да добиваш само еден енантиомер. Тоа е неверојатно. Како ние тоа всушност можеме да го постигнеме. Во ред, тоа беше нешто општо за оптичка активност, значи тоа се бележеше со плюс и минус. Во ред, сега, идеме на нешто што се нарекува спецификација на конфигурација. Специфицираме конфигурацијата користејќи R и S. R стои за ректус, S за синистер, односно за десно и лево. Сега, R и S нема никаква врска со плюс и минус. Значи, плюс и минус беше за дали рамнината се врти кон десно или лево на поларизирана светлина. Односно, тоа беше дали молекулата е оптички активна. R и S е систем кој се користи за да се специфицира конфигурацијата на молекулата, а не за тоа дали е десно гира или лево гира. Во ред, сега, како се одредува дали одредена молекула е R или S? Значи имаме молекулата и го гледаме така хиралниот С-атом. И сега треба да ги назначиме со одредена вредност, односно со број, субституентите кои се наоѓаат околу овој хирален центар, односно хирален јаглероден атом. Сега, што е поголем атомскиот број, тоа има поголема важност, односно поголем приоритет тој субституент, дали тоа е некој си атом или функционална група. Да го видиме следниот пример. Имаме кислород, јаглерод, водород и азот, прикачени нели на овој јаглероден атом. Сега, најголем атомски број овдека има кислородот, ќе му пишеме кец. Втор по големина е азотот, ќе пишеме двојка, јаглеродот е трет, водородот е четврти. Најчесто скоро сегаш водородот е четврти, бидејќи е сепак прв хемиски елемент, има атомски број 1. Во ред? Океј, и го дојдовме следно, прилично логично и лесно да се направи. Но некогаш можеме да стигнеме до проблем, а тоа е следно, да имаме два атома кои се исти. Така, овдека се поврзува со С и овдека се поврзува со С. Кој ќе биде двојка, кој ќе биде тројка. Па се иде на следниот различен атом. Сега, следниот различен атом е всушност кислород или водород. Сега овдека е направено код CH3, но морате да си го замислите дека овдека всушност имаме вака водород, водород и водород. Така како во горниот пример, иако е напишано само како CH3. Додека овдека имаме овдека водород, тука водород, а тука имаме нели кислород со водород. Океј? Така што ова и ова се исти кај двете. Океј? Следниот различен атом е всушност овој овде. Во ред? Значи за овие два јаглерода зборам. Така што, кој има поголем атомски број? Кислородов или водородот? Кислородот. Поради тоа,
ова овде, овој тука јаглерод ќе биде двојката, овој ќе биде тројката. Океј? Се надам дека ви е јасно, не можам сега да навлегувам во многу примери, сепак ова е само некое општо повторување. Сега, кога одредивме приоритет, тој кој има најнизок приоритет, односно четворката, водород го ставаме најназад, значи да е најоддалечен од нас, како позади го ставаме. Повторно замислете дека ова има тетраедарска структура. Така што го добиваме следново. Така, значи го поставаме најназад од нас и гледаме трите атоми кон нас, останатите три, така? И гледаме кон нас и гледаме приоритетот во која насока се движи. Ако иде вака, во тој случај викаме дека има R конфигурација. Океј? Ако иде вака, викаме дека има S конфигурација. Во ред? Значи, од сликава би требало да е релативно јасно како всушност се одредува дали молекулата е R или S. Океј? Значи, четворката се става најдалеку од нас, другите се кон нас и се одредува. Сега, малце треба ова да сега си го замислите во три димензии, зашто е малце проблематично кога го гледате вака, но со вежбање може да се постигне. Сега овдека имаме некои примери кои сакам да ги посочам, а тоа е следно. Во овој тука случај, кај млечната киселина, R конфигурацијата ја врти рамнината на поларизирана светлина кон лево, нејзиниот енантиомер, кој има S конфигурација, ја врти поларизираната светлина кон десно. Значи, претходно спомнавме, енантиомерот ја врти обратно рамнината на поларизирана светлина, но исто енантиомерот има и различна конфигурација. Океј? Сега, дали R ќе ја врти секогаш кон лево? Не. Или пак S дека ќе ја врти кон десно. Значи, можеш да имаш пример каде што има S конфигурација, ја врти кон лево, има S конфигурација, ја врти кон десно. Океј, значи различни молекули имаат различни конфигурации, ја вртат кон различна страна на оптичката рамнината на поларизирана светлина. Односно, повторно кажувам на фактот дека конфигурацијата S и R не е поврзана стриктно со на каде ќе се врти рамнината. Океј, значи може да биде R конфигурација и да врти и кон десно и кон лево. Може да биде S конфигурација и да врти кон десно или кон лево. Не е битно. Значи овие две работи не се поврзани. Нормално, ако имаш дадена молекула која е R и ја врти кон десно, енантиомерот од таа молекула ќе биде S и ќе ја врти кон лево. Океј, тоа бар ни е јасно. Се надам. Океј. Значи не се поврзани, али дадена молекула со дадени карактеристики, нејзиниот енантиомер ќе биде обратен. Во ред, се надам дека до тука. Сега ќе говорам за Фишерови проекции. Како што спомнав, јаглеродниот атом образува 4 ковалентни врски, односно дава молекули кои имаат тетраедарски изглед. Сега, таа тридимензионалност на молекулата ние треба да прикажеме на лист хартија, односно во две димензии. Со цел тоа да го направиме, мора различно да ги бележиме ковалентните врски. Така што ако ковалентната врска е со права линија, во тој случај таа се наоѓа во рамнината, така? Ако е вака задебелена, како триаголник, во тој случај таа излегува над рамнината, значи иде кон наблюдувачот, ако е испрекината, таа иде под рамнината. Во ред? Но наместо ова постојано да го правиме, можеме да земеме по договор дека тие кои се наоѓаат во хоризонтална линија се, например, над рамнината, тие кои се наоѓаат во вертикална линија се под рамнината. Така што не мора постојано да бележиме испрекината или задебелена линија, едноставно ќе знаеме по договор дека тоа е така. И тоа се всушност Фишеровите проекции. И овие се користат кај јаглехидратите. Значи, замислете си, ја оваа молекула, дека представена во три димензии, така со задебелена и испрекината линија, ако ја турнеме и всушност ја залепиме на оваа рамнина. Тие што се под рамнината, така, ги бележиме вертикално, тие, овдека е грешно, напишаме врски во рамнината, тие се под рамнината, тие што се над рамнината, ги бележиме хоризонтално. Во ред? И обично јаглеродниот атом кој се наоѓа во центарот не ни го бележиме воопшто, бидејќи се подразбира дека е таму. Сега, користејќи го овој метод, така, можеме молекулата да вртиме 180 степени, и тоа нема да направи никаков проблем, така, значи овдека имаш CH2OH и CHO, кои се наоѓаат, нели, под рамнината, и ако сврзите 180, повторно тие ќе си останат под рамнината, не си сменил ништо, така.
Но ако ја свртиш молекулата за 90 степени, во тој случај си направил проблем. Бидејќи сега, така, ако претходно овие биле под рамнината, сега се наоѓаат над рамнината. Океј? Бидејќи нели по конвенција тие кои беа хоризонтално се над. И ако претходно бил R глицералдехид, сега станал S глицералдехид. Океј? Сега третиот пример може малце да ве збуни, но не е толку битен, така што и да ве збуни не е голема работа. Едноставно направена измена и сега ќе речете добро, не е свртена ни за 180 ни за 90, само некои субституенти се сменети. Така, например, сменети се позицијата на овие 3. Така што сега водородот се наоѓа под рамнината, CH2OH се наоѓа над и OH се наоѓа над. Сега ќе речеш, добро ја сменивме молекулата. Но вистината е дека неа ни свртавме ни за 180 ни за 90, едноставно променивме некои позиции и повторно си останува R глицералдехид. Така што ако повторно останува R, не е битно. Океј? Ова е есенцијално истата молекула, која представиме во 3D простор, нели со задебелени и испрекинати линии. Во ред, значи и да ве збуни ова не е толку битно, едноставно само го спомнувам. Најбитното што требаше да го сватите е што се тоа фишерови проекции и зошто го правиме тоа. Сега, кога ги представуваме јаглихидратите, користејќи фишерови проекции, тоа го правиме на следниот начин. Значи ги бележиме линеарно, така што по договор се зима да карбонилната група биде најгоре. Нормално можеше да биде и најдоле, а CH2OH да беше најгоре, но по договор се зима на овој начин да се бележи. Инаку слободно можевме и за 180 да свртиме молекулата, пак ќе беше исто. Сега, како што забележувате, овде ќе имаме многу повеќе јаглеродни атоми, значи нема еден, имаме многу повеќе хирални центри и јаглеродите кои се наоѓаат овде измеѓу воопшто не ни ги бележиме. Но всушност оваа молекула изгледа на следниот начин, нели овие се задебелени, односно се наоѓаат над рамнината, овие идат цик-цак, така не се баш сите под рамнината, односно се, али не идат баш у иста насока, но вистината е дека оваа молекула не изгледа ни вака, него таа е еден вид како прстен, така, значи свиткана е, и вистината е дека и ни вака не изгледа, односно овие водородните и хидроксидните групи се вака наклонети малце кон надвор, океј, значи не се баш исправени. Во ред, но понатаму вистината повторно не е таква, бидејќи јаглихидратите најчесто се наоѓаат во водна средина, така во биохемиските системи, така, кај нас. И они циклизираат, односно ќе се направи едно поврзување овдека вака, така што ќе се добие затворен прстен. И најчесто така ги бележиме јаглихидратите во биохемија. И тоа се нарекуваат Hauertovi перспективни представувања, нели, на формули на глукозата. Така што глукозата наместо да изгледа вака, така, ќе изгледа вака. Што е повторно истото, забележувате дека овој тука дел е сега всушност исправен овдека нагоре, така, оха, а тука всушност ќе дојде до поврзување со кислороден атом, така што тоа ќе изгледа вака некако. Во ред, и се зима исто повторно по договор, дека кислородниот атом ќе се наоѓа овдека вака десно, во горниот десен нагол, а дека CH2OH, во ред, значи последниот јаглероден атом ќе биде нагоре вака представен. Значи нема биде надоле, ќе биде нагоре представен. Во ред. Сега, ако сте студирале органска хемија, ќе знаете дека повторно и ова не е вистината, бидејќи молекулите, вакви кои се циклизирани, не остануваат во таков цикличен шестоаголен прстен. Односно остануваат, ама не се наоѓаат во иста рамнина. Океј, значи земаат некои конформации, најчесто нели на брод или столче. Тоа се следниве конформации, значи ова и ова. Сега, како изгледа оваа конформација? Едноставно замислете си, нели како што го имаме вака прстенот. Така, замислете си дека овдека, како ова да е лист хартија, го превиткаме овој дел и овој дел исто го превиткаме надоле. Океј, така што ќе се добие следново. Сега малце ќе го направам екстремно со цел да се забележи. Овој дел е превиткан нагоре, овој си останува, нели, ист, а овој дел е превиткан надоле. Океј, така што овие овдека вака делови се овие овдека. Океј, значи ова е превиткан надоле, ова е превиткан нагоре. И таа е конформација на столче. И сега бидејќи овдека не се ставаат вака линии,
може да изгледа малце чудно кога ја гледате за прв пат, не можете баш да сватите што се случува, но тоа е суштината. Океј, значи не лежи молекулата во една рамнина, него е превиткана во конформација на столче. Океј. Сега идеме малце подоле. Сега ќе говорам за D и L шекери и алфа-бета изомерија. Сега, D и L шекерите се всушност застарен начин на представување на конфигурацијата на дадена молекула. Едноставно денеска уште се користи, бидејќи така првично се користело. Иако знаеме дека денеска не е баш најдобар начин за представување конфигурација. Едноставно вземено е по договор дека тие јаглехидрати кои имаат R конфигурација и ја вртат рамнината поларизирана светлина кон десно се D шекери, тие кои имаат S конфигурација вртат рамнината поларизирана светлина кон лево се L шекери. И можете да си го запамтите како D десно, L, односно L лево. Сега, како ќе знаеш дали одреден јаглехидрат е D или L шекер, односно јаглехидрат, го гледаш предпоследниот јаглероден атом и гледаш дали хидроксидната група е на лево или на десно. Ако е на лево е L, ако е на десно е D. Сега мене ова порано многу ме нервираше, зашто ја мислев дека D и L се всушност истата молекула, едноставно прават зафрканци за безпотреба. Што мислам со тоа? Замислете си дека јас стојам тука, така, и ја држам молекулата во рака. Да речеме дека ова вдека е молекулата, така, и овдека го имаме најдолниот јаглероден атом, и да речеме дека тука е хидроксидната група од оваа страна. Океј? Ти седиш од другата страна, спроти мене, и сега викам ја дека хидроксидната група е на лево. Така, ја како што ја гледам е на лево. Ја од тука ја гледам и гледам дека е на левата страна. Ти од твојата страна ја гледаш и викаш дека е од десно. Така, и сите други хидроксидни групи ги гледаш обратно јас што ги гледам. Всушност ја гледаш како налик огледална слика. И сега ја викам, ова е многу глупо, ова е истата молекула. Така, која ја гледаш од 3D простор, ти ја гледаш од позади, изгледа како да е огледална слика од ја што ја гледам од напред. И си мислев, зошто тоа што воопшто ги бележиме D и L кога е истата молекула. Нема никаква разлика. Но всушност има разлика. А тоа е поради самиот факт што овдека правиме една грешка. Молекулата не лежи во една рамнина. Ако лежеше во една рамнина, во тој случај ќе беше истата молекула, независно како се поставени хидроксидните групи. Така, оваа и оваа ќе беа истите молекули, така немаше да постои D и L, ако лежеше во една рамнина. Али не лежи во една рамнина. Памтите претходно што спомнав, овие што се хоризонтално искачаат над рамнината. Односно, молекулата не изгледа вака како што ја представив, него иде кон мене. Така, значи овие се кон мене, вака поставени. Така што овдека е хидроксидната група, а ти кога ја гледаш од другата страна, така, она изгледа како да е огледална слика, но всушност оваа сега е испрекината линија, бидејќи заминува од тебе. А огледалната слика би била ваква. Значи оваа би била огледалната слика, така со тука ќе ти биде хидроксидниот атом, што ќе биде твое десно, а мое лево, и повторно ќе идат накај тебе, така ќе искачат над рамнината хидроксидните групи. Океј? И тоа порано многу ме бунеше, после сватив всушност што е фората и се надам дека сега не ве збунив. Океј? Значи трикот е да запамтите дека молекулата не лежи во една рамнина, иако вака ја цртаме. Ако беше стварно во една рамнина, така ако се ова беше во една рамнина, во тој случај ќе отидам само од позади и ќе ја видам од таму и ќе изгледа како да е огледало. Односно, истата молекула е, а ја бележам дека е различна, што е многу глупо. Но всушност не е така, бидејќи овие врски така се задебелени, односно искачаат надвор. Така што ако отидам од позади, всушност ќе бидат испрекинати, бидејќи ќе се одлечуваат од мене. Океј, многу брзо зборев, се надам дека не ве збунив. И за крај имаме да спомнам алфа-бета изомерија, а тоа е од која ќе циклизира, така, деглехидратот моносахаридов. Имаме по договор земено дека ако се наоѓа во транспозиција хидроксидната група на првиот јаглероден атом со кај се наоѓа CH2OH, односно последниот јаглероден атом, ако се наоѓа во транспозиција, во тој случај тоа е алфа моносахарид, односно алфа јаглехидрат. Ако се наоѓа во цис позиција, во тој случај е бета. Во ред? Значи тука гледаме, например, овдека е под, доека ова е над, односно се наоѓаат во транспозиција, затоа е алфа, додека овдека се наоѓаат во
цис, односно овдека ако беше ОХ, ќе беше бета. Сега можеш да направиш и случај каде што ОХ ќе биде горе, али пак ќе биде алфа. Сега како тоа? Едноставно, ако не идеме по договор да кислородниот атом е горе десно и CH2OH е во наследна позиција и например го нацрташ на следниот начин, така ќе земам сега ќе флипнам вертикално, во тој случај добиваш следново. Повторно, тука горе, повторно молекулава е алфа, но OH се наоѓа горе. Сега, како е алфа, OH се наоѓа горе на првиот електронен атом. Па гледаш дека кислородниот атом тука си го ставил, а CH2OH тука си го ставил. Односно, другше си ја нацртан молекулата. Затоа се зема по договор да ова да биде горе десно, ова да биде тука, со цел да го пазиш само првиот електронен атом и да забележиш дали е алфа или е бета. И тоа беше главно се, едноставно сакав да спомнам уште за што се тоа диастомери. Тоа е кога јаглихидрати се разликуваат во хиралноста, односно конфигурацијата, не хиралноста, него конфигурацијата на еден јаглероден атом. Така, значи имаш некој си јаглихидрат каде што, ОХ и ОХ се наоѓаат двете на десната страна, енантиомер на тој би бил ако двете се наоѓаат на левата страна, но ако само еден од нив се разликува, така например само вториот, во тој случај тие два се диастомери. Океј, кога се скоро како огледална слика, али не баш. Или се скоро исти, али не баш. Океј, значи тоа се диастомери. Али тоа не е толку битно моментално во биохемија, тоа е повеќе за органска хемија. Океј, тоа беше главно за стереохемијата на јаглихидратите, поточно на моносахаридите. Се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување!